Праведниот цар што сакаше да му биди народо као него праведен. Чита Александар Станојков. Бидејќи праведен бил некој цар, многу милувал и целиот народ негов што бил во неговото царство да бидат прави као него. Секи ден закони издавал, да не лажат народо, да не крада, да не прават музевирлак, да не убиваат, да не се клеветат и други многу лошоти што имаат луѓето. Секој човек што ќе се вати во некоја лошотија, страшно ќе се накажи од законот и уште пострашно ќе се накажи од Бога. Многу праведен бил тој цар и многу милостив, ама па и многу бил и праведен судија. Секој човек што ќе преступил законот царски, тој ќе го накажал, макар и брат му да беше и син му. Тој според законот ќе го накажал, арно ама не можел да и донесе луѓето во правината, ни од законите негови што издавал, ниту со кротките поученија негови и примерот негов. Учи, учи, тиква бучи, што рекле стари. Учи улао да стани поуло, учи умно да стани поумно. Така си велел сам со себе царот, и од која виделот и не може да и донеси сите луѓе на еден ум, да се милуваат као браќа, да си помагаат едни друзи, да се пригледуваат сиромасите од богатите и друзи човечки добриња, се оставило царството и се сторил тебдил во едни кауѓерски алишта и си побегнал на еден манастир, таму барем да си умри со правите кауѓери. Седејќи во манастирот, видел во сите одеи по еден саат обесен на зидо да работи и да бие секи саат. Арно работеле и биеле, ама кога ќе удриле 12 саато, сите не удирале во истите дечиќи, ами кој пред 12 и 5 дечиќи, кој пред 20, кој пред 15, кој пред 13, кој пред 10 и кој пред 5 дечиќи, и секој по 5-10 декиќи после биеле 12 саато. Гледајќи тоа нешто царо, зелте и дотерал сите саати, токму на 12 саато, чум ќе разберал од саачилок, да види као ќе одат до 12 саато. Другиот ден гледа па кој назад, кој напред биел 12 саато. Така и проба неколку дни и не би кабел да и дотера токму, ами лели се кздисал царо оти да не може да и донеси сите на еден карар, да си пресапил да му имени јајоите и стрелките на сите саати. Нарачал да му дојдат нови јајои и стрелки од една фабрика. По малце време му дошле и му именил на сите саати и коордисал да работат. До вечерта кога дошло времето да бият саати 12, пак не биеле сите во една декика, ами како биеја напре. Кој по 15 декики понапре, кој по 10, аз ли ќејам, ни еден со еден не можел да и донесе да дојдат на една декика. Бре се мачил, бре се трудил и никако не можел да и донеси на едно да бијат саатите. Видувајќи кој егуменот и седно се мачи новиот кауѓер со саатите да и донесе сите на еден карар, му рекол: "Благословниче кауѓере, ти се мачиш да и донесиш саатите да дојдат на еден карар да бијат токму на 12, и еве кај се мачиш толкова време и па не и донеси. И не верувам да и донесиш, зато не мачи се." "Трај си очи, егумене," му рекол царот. Ја ќе и донесам сите саати на една декика да бијат, ја чаре друго не бидува." Ќе и донесиш на една декика, ами кога ќе дојдат сите луѓе на еден ум да бидат прави и честни, тога и ти ќе и донесиш саатите, му рекол егумено и се излегол од кај царо. Кога е чул царот тие збори од егумено, на големо чудо станал и застанал да се мисли и да се дума за тие збори од егумено. "Вистина така си е," си рекол со умо царо. "Кога ќе дојдат луѓето во еден ум, тога ќе дојдат и саатите на една декика за да бидат 12 саато. Чунки нема да дојдат саативе што и правам јас на една декика, нема да дојдат и луѓето што и направил Господ со слободна волја на еден ум. И за бадијала јас сум се мачел и сум се трудил да и донесам сите луѓе на еден ум да бидат сите прави и честни." Сега се сеќавам на Христосовите зборови што вели: "Многу се викани, а малку се избрани." Сега ме пери мене да си одам назад и да си седнам на престоло,
та да судам со право и лошите луѓе да и накажувам според законо, а пак добрите да и нафалувам, оти за тоа се прави и честни. На тоа згора си отиде царот дома и пак си седна на престолот да суди луѓето со правина, дури бил жив.